Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Вечерва ќе се обидеме да откриеме вистината за Македонска банка со две дилеми: кој му дозволи на газданини да влезе во Македонска банка и дали полека почнува да се крши и да се рони таа бизнис империја на Јовица Стефановиќ Нини. Дали ова сериозен удар за империјата бизнис на Јовица Стефановиќ Нини? Што банката е фрлена во ликвидација? Питате Јовица Стефановиќ Нини о томе, не мене. Вие не сте разговарали со него? Мене може да питате као директор банки о томе како е банка радила. Какви су резултати банки? Господин Стеван, како сте ве дојдени на чело на банката? Веројатно некој од небо не ве фрлил, веројатно сте разговарале со Јовица Стефановиќ Нини. Па измеѓу остало ги снимали пред свега захвалјујќи Љубе Михајловиќу, председникот Љубе Михајловиќу. Дали Зоран Трпевски продаде дел од своите акции на газданини? Не. Не сте имале понуда од газданини да ви купи дел од акциите? Никогаш. Би му продали ли? Не. Доволно имаше. 78% од сопственоста на банката, преку 85% од акциите со право на глас. Мислам дека е тоа преголема концентрација, кај нефинансиска институција. На која сума го проценувате профитот на Јовица Стефановиќ Нини од неговото вложување во Македонска банка? Дали Јовица Стефановиќ, сега кога ќе подвлечеме цртата, од своето учество и купување на тие акции во Македонска банка по цена од 900.000 евра пред 3 или 4 години, излезе како многу побогат човек? Знаете, тешко може да се утврди тоа ако немате увид во паперите. Јас немам. Можам да шпекулирам, можам да станува за многу милиони евра, сигурно. Ефектот е. Во еден период, целата бизнес империја на Јовица Стефановиќ Нини почија врз фирмата Јака 80 со седиште во Скопје на улица Анкарска број 33. Во рака го држам изводот од трговскиот регистар кај што јасно се гледа дека фирмата Јака 80 со седиште во Скопје е формирана делумно со кипарски пари од фирмата Демено Трейд на Јовица Стефановиќ Нини. Била исто една офшор компанија која се звала Демено Трейдинг, па и Јака имала акции од том Демено Трейдингу, па су се те пари вртеле, па и дел од тие пари завршио у приватизација Југоре Медија. Dakle, имате еден читав круг. Значи, парама кои се одавде отише на Кипар, кад су се завртеле и вратиле, у томе постои дел акција у Југоре Медија. Значи, Јака Радовиш ја купува Југоре Медија, ја купува со тие пари? Така е. Значи, Дел. Чини ми се околу 40%. Значи, парите од офшор банките не значи кај ќе излезат. Таква е ситуација. Како Јовица Стефановиќ Нини ја купува Југоре Медија? Јовица Стефановиќ Нини je u stvari preko firme Jake 80 Radoviš. Znači preko makedonskата фирма? Preko makedonske firme kupio taj deo Jugore Medije od države. По информација со кои располагам, тие 15, односно близу 16 милиони на евра се дадени преку кредит кој го има добиен од Комерцијална банка во Белград. Tačno, Komercijalna banka iz Beograda, odnosno tadašnji direktor Ljuba Mihajlović, zvani Šiptar, je odobrio kredit od 959 miliona dinara, kojim je plaćen taj državni deo kapitala. Ljuba Mihajlović Šiptar je jedan od golemite tajkuni napraveni во време на Слободан Милошевиć. Naravno. Jedan od... Po pričama, tako je. Znači, jedan od najkontraverznite bankari во Србија. Upravo tako. Подоцна тој Ljuba Mihajlović, така наречен Шиптар, доаѓа и е председател на собрање на акционери на Македонска банка во Скопје. Imamo neka saznanja da je tako. Дали Македонска банка беше купена со кипарски пари? Мислам да е тоа стварно неозбилно питање с ваша страна. А зашто е било неозбилно кој има сериозни обвинувања? Мене не е познато да е од поранешни министри за правда во Србија на адреса на Јовица Стефановиќ Нини. Како сериозен банкар, што велите, пред дојдете во Македонска банка, најмалку што требале да направите, да проверите какво е портфолиото на таа банка, со кои пари е купена таа банка и во каква кондиција. Не се кои парами е купена. Дали е купена преку кипарска фирма на Јовица Стефановиќ Нини? Nije mi poznato da je ikada Jovica Stefanović radio sa Kiprom, to je jedno. Znam da su akcije kupljene i da je Jaka akcije kupila na berzi uz prethodnu saglasnost guvernera. To je suštinsko pitanje. Преку три офшор формирани фирми, од страна на поранешните собственици, а тоа се структури блиски на ВМРО да промене. Да нико nije mogao da kupi akcije, znači da postane akcionar iznad 10%, без претходне saglasnosti гувернера. Тие спорни акции околу 60% од капиталот на Македонска банка имаат огромна километража и во еден временски период од 10 години, како црн петко се префрла од рака во рака пред да завршат во раците на Јовица Стефановиќ Нини. На 27. октомври 1994 година
Лjubljanska банка ги продава своите 51% акции кои ги поседуваше во тогаш ново регистрираната Македонска банка на 4 македонски фирми. Унипроком Вемакс и Јукан Инженеринг купија по 15% од акциите. Бујото Трейд 11% и Асиба 10%. Веќе наредниот ден, на 28 октомври 1994 година, акциите од овие 4 фирми завршија во рацете на менеджментот на банката. Зоран Трпевски на свое име и на име на своите браќа и пријатели контролираше веќе 41% од вредноста на Македонска банка. 51% акциите од Лjubljanska банка, а то се 28.921 акција, се купени за символична цена од 61.265 марки. За оваа операција, дами и господа, никој во Република Македонија не е информиран. Дали 160.000 марки е мала пара да се купи една банка? Или сметате дека реално сте купиле банката? Па знаете, цената за купувањето на банката беше утврдена врз еден критериум. Критериумот беше едноставен. Номиналната вредност на акциите плюс ревалоризацијата, тогаш имаше ревалоризација на побарување и на обврски, поделено со 2 по цена на економскиот долг на Република Македонија. Со економски жаргон можете 5 сати да ми објаснувате. Да. Дали 160.000 евра, односно марки, 94 година, не е мизерна цена по кој се купа 50% од една банка? Да, и превземање голем ризик за обстанокот на банката. 160.000 марки еден стан се купува. 94 година беше ризик да се купи еден стан. Вие купивте банка. Дали беше нормална таа постапка? Па, знаете, некој ризикува. Дали за вас е нормално 160.000 марки во една таква тајна постапка да се купи банка од Нова Лjubljanska банка во Словенија? Прво, постапката не беше тајна. Заради лажните и фалсификувани извештаи кои што се праќани за цело време во Народна банка и заради непридржување кон одредбите на Законот за банки и штедилници и неспроведувањето на прописите од областа на банкарското работење, се укинува издадената согласност за директор на Македонска банка на лицето Зоран Трпевски и му се изрекува мерка целосна забрана за вршење на работоводен орган во банка. Во јуни 1998 година, Македонска банка го објавува подпишаниот информацијски меморандум со тогаш најголемата светска банка, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Вредноста на Македонска банка беше проценета на 53 милиони германски марки. Сериозна ли беше таа работа со Hong Kong Shanghai Bank Апсолутно. Corporation? На предлог на KPMG, на кого му ги имавме отворено книгите од 95-та, значи од самиот старт на целата оваа трансакција. Вашата ревизорска куќа препорачува Hong Kong Shanghai да преговара со ние се уплашивме искрено дека ќе добиеме можеби негативен информацијски меморандум, а криевте. бевме банка у подем. И затоа криевте. И затоа се договоривме со Hong Kong Shanghai Bank Corporation дека додека они не завршат со нивниот due diligence, кој траеше неколку месеца, не смее да излезе во јавност. Затоа и они дојдоа паралелно со редовната ревизија на KPMG да ја вршат. Господине Трпевски, Да. зашто обично во банкарските кругови се говореше дека е тоа еден балон кој ќе биде издишан и тој служи тие преговори со Hong Kong Shanghai Bank Corporation, наводни преговори, само Зоран Трпевски и менеджментот на банката да се спасат од можните санкции на гувернерот околу трансформацијата на тие акции од доносител на акции на име. Дека тие преговори всушност биле само одредена голема лага која менеджментот на банката ги пласирал. Дали преговорите со Hong Kong Shanghai Bank Corporation беа голема лага на Зоран Трпевски? Никако, ни случајно. Ние го имаме званично доставено и до владата на Република Македонија, и до Народна банка на Република Македонија, а и они самите, дури и со нота до владата на Република Македонија преку англиската амбасада, информацијскиот меморандум и позитивностите од тој процес. Една банка која е прва и најголема во свет, не прави лаги. Македонска банка се задолжува да започне постапка за наименување на директор на банка со обезбедување претходна согласност од Народна банка на Република Македонија. Дали тогашното МОК на Охридско лоби, кој го сочинува тогашниот гувернер Љубе Трпевски, Дел Илјовски, па и Димитар Бузлевски, кој е одресен, меѓутоа наклонува кон таа Охридска една хиерархија во политиката, стоеа за сите тие случувања во Македонска банка околу смените на Зоран Трпевски, а подоцна и на Бранко Този, односно дали Охридското мокно банкарско лоби сакаше да ја преземе Македонска банка таа 98 година, некаде неколку месеци пред изборите 98 година.
Па да ви кажам дека конструкцијата на прашањето ви е недобра. Ако одите од аспект на лоби. Имаше шпекулација дека Илјо Илјовски требаше да биде инсталиран за директор 98 година на Македонска банка. Околу лобито. Јас никогаш не би направил нешто кое што е надвор од моите ингеренции врзано за законите. Тогаш бевте многу мокен човек, господине Бузлевски. И сега сум моќен. Да, меѓутоа денес не учествувате во такво инсталирање на одредени структури во Македонска, тогаш веројатно учествувавте. Мокен сум со пријателите и со соработниците. Дали стоевте тога за Љубе Трпевски? Ако мислите на таа моќ. Дали стоевте тога за Љубе Трпевски да направи тоа што го направи Македонска Љубе банка? Трпевски беше гувернер на Народна банка со своји права и одговорности поставени со законот за Народна банка. Вие Илјо Илјовски му дувавте со ветер во едрата и бевте негов голем поддржувач. Ве молам, гувернер на Народна банка има легитимитет. Дали тогашниот гувернер на Народна банка Љубе Трпевски имаше своји фаворити кои гледаше на челно место во Македонска банка на местото на Зоран Трпевски? Да, имаше. Тоа е јавна тајна беше. Македонска банка стана званично прогласена од ревизијата на Светска банка за трета по големина, а најквалитетна. И секој би сакал да стави капа на третата банка. Зоран Трпевски нити тогаш, нити сега беше политичка личност. Сметаше ли и мислеа дека лесно може да го тргнат. Која структура се гледаше на чело на банката на местото на Зоран Трпевски? Па токму тоа крило кое контролираше банкарскиот систем. Кое тоа крило е стезнам? Јас колку што имам информации била готова ствар и договорена ствар дека неостварената желба на дотогашниот директор на Царина, господинот Илја Илјовски, кој е наводно роднина на гувернерот Трпевски, дека веќе се договориле 6-7 месеца пред тоа дека ќе дојде на чело на Македонска банка, а дека прашање и ствар и постапка ќе биде на неговиот земјак или роднина, не знам што, како ќе ме смени мене. Меѓутоа акциите им посметаа, иначе ќе се реализираа идејата. Господине Трпевски, тоа охридско банкарско лоби, кој тој период е доста мокно. Да, тука е освен Илја Илјовски, тука е Љубе Трпевски, тука е Зоран Ставревски, да не забораеме, тогаш втори или трети човек во Народна банка, денес потпредседател на владата. Да. Тука се структурите на Охридска банка, покојниот Најденко Поповски, дел неговите блиски релации со одредени скопски банки. Тоа охридско банкарско лоби во тој период, па и ден денес е многу силно. Дали тоа охридско банкарско лоби толку влезе во конфликт со Зоран Трпевски, токму околу Македонска банка? Па скоро сите тие од прилика што ги споменавте. Добро, Ставревски не беше на таква позиција. Освен Бошко Стефановски, тогашен директор на управа за јавни приходи, кој исто имаше апетит да биде директор на Македонска банка. Да, во втората фаза. Така раскрвена на случајот Македонска банка, тогашниот гувернер Љубе Трпевски подоцна со целата контроверзност кој тој процес се носеше со себе, беше лесна мета и многу лесно падна во рацете на премиерот Љупчо Ѓорѓиевски. 6 месеци после парламентарните избори во 98 година започнуваат тајните преговори за спојување на Македонска и Алмако банка како тогашно најсилно банкарско упориште на демократската алтернатива. Владата на Љупчо Ѓорѓиевски се обидува да ја спаси Алмако банка од банкрот, кога во таа банка веќе префрли огромно купиште државни пари од големите јавни претпријатија. Зашто владата измени својата одлука за санирање на Алмако банка? Имате јасни економски параметри. Еве, последниот извештај е направен пред 15 дена. Имате јасни економски параметри. Ако се санира Алмако банка, државата треба да даде негде уште 50 милиони марки. Па зашто тогаш донесовте претходна одлука да се санира? Имавме други цифри. Дали разговарате за Алмако банка? За Алмако банка стана збор. Што одлучивте во однос на Алмако банка? Владата се определи да го промени својот поранешен заклучок и да отиде со заклучок да се отвори стечајна постапка. Значи ќе се санира банка? Не, нема. Се ликвидира. Првите разговори после 98 години промената на власта, вие ги правите со Жанко Чадо, тогашен министер за стопанство, ако не се лажам. Во тој период тој е еден од сопствениците на акции во Алмако банка. Алмако банка е напумпана со државни кредити. Ако не се лажам, тоа се оние кредити од Македонски телекомуникации и други кои завршуваат во Алмако банка, банката пропаѓа, никогаш не се враќаат. Со посредство на еден од тогашните министри од правниот сектор, ако не се лажам, Камбовски, поправете ме ако грешам, вие воспоставувате контакти со Жанко Чадо и паѓа предлог да ви се вратат акциите, да застанете на чело на Македонска банка повторно, а да биде кон неа споена Алмако банка и така да биде спасена Алмако банка. Имаше ли такви преговори Зоран Трпевски? Имаше, точно е. Добро сте информирани и не е тајна. Не на моја иницијатива, обратно на предлог на Алмако групацијата. Вие не прифативте да ја споите Алмако кон Македонска банка или тогаш тоа? Не, ја прифатив. Прифатив зашто не успеа целата операција? Не успеа заради тоа што Жанко Чадо отстапи од протоколот кој ние подпишаме протокол.
Алмако групацијата и Зоран Трпески, околу постапките кои би требале да се направат ако дојде до спојување на банките. Тамо точно беше предвидено дека Зоран Трпески треба да биде председател на управниот одбор, а директорот на Алмако банка, господинот Методија Тошевски, да биде извршен директор. Кој подоцна станува ревизор. Да, постоа не знам што беше и како беше, односно знаеме Допре како 2 години беше државен ревизор. Так. Значи Меѓутоа, таа директорот на банката кој е пропа на Алмако банка, после го награди да стане државен ревизор. Тоа веројатно само во Македонија. Само во Македонија е возможно. Тоа на надвор е, да кажам, мојот дел. Нас не интересира ова. И кај не се Жанко Чадо договори? тврдеше дека сигурно ќе обезбеди, меѓутоа очигледно се предоговори. Ја нешто друго, да, може таа идеја, ама банката која е 5 пати помала и која има 5 пати поголеми проблеми и е пред ликвидација, односно акционерите на таа банка, да бидат собственици на таа нова. Значи Алмако банка да е проголта Македонска банка. Да е проголта, обратно не сам, што немаше никаква логика, а јас да добијам некаква парична надомес која не беше многу ни мала, нели? Јас на тоа се спротивставив затоа што реков, ако јас сакав значи тогашната ВМРО-ска влада ви нудеше пари. Не. Колку пари ви нуде? Дали беше ВМРО-ската влада или беше Жанко Чадо бизнис, мислам Алмако групацијата. Колку пари ви нуде? Па нека остане тоа меѓу. Според некои проценки 2 милиони марки. Не, малку повеќе. Малку повеќе. Зошто? Може би долари, не, или повеќе. Во текот на 99-та година, на чело на Македонска банка доаѓа Маријан Бојаджиев, кој во само 8 години прави голема трансформација во својата кариера. Од прв председател на младината на СДСМ и близок соработник на последниот лидер на СКМ Петар Гошев, во угледен ВМРО-вски банкар на чело на Македонска банка. Почнува таа луда ВМРО-вска трка за купување на Македонска банка. Кој сте директор на Македонска банка? Која водеше банката, управниот одбор или политбуро на одредена политичка партија? Па, сепак би останале на нивото на академската дискусија, не би се враќало на што беше историјата назад. Кој е близок до кого искрен да бидам, јас не знам, меѓутоа она што можам јас да го речем дека ВМРО ДПМН директно, ниту индиректно не се појавува во акционерската книга на Македонска банка. Господине Трпески, во својата најсилна моќ, кога е на власт, колку проценти на акции од Македонска банка свој раце има ВМРО ДПМН? Над 66%, односно над 2/3 контролираше. Преговаравте ли вие со ВМРО ДПМН? Да. Со кого преговарате? На повик на господинот Михајловски. Војо Михајловски, тогаш генерален секретар. И господинот Ламбер Наудов. Ви понудија подобри услови од Жанко Чадо? Далеку подобри. И тие не ги прифаќате? Да, ама не беа во рамките на законот. Јас им предлагав да целиот процес се заврши законски, па на берза, сега веќе постоеше берза. Што ви нудеа, господине Трпески? Па добро. Што нудеа не беше во рамките на законот, јас не прифатив. Дали постои одлука на извршен комитет на ВМРО да се формираат ВМРО-ски фирми по сите општини во Македонија? Па гледайте, постои таква одлука, сега не во сите општини. Постои одлука ВМРО да формира своји фирми. Меѓутоа, тоа не е нешто страшно. Тоа е дел од законот кој нашите претходници го имаат донесен. Така. И што е страшно во тоа? Со 2 изјави заверени на нотар, тогашниот лидер на ВМРО ДПМН Љупчо Георгиевски им издава генерално полномошно на генералниот секретар на партијата Војо Михајловски, со живеалиште на Јадранска број 35 во Скопје, и високиот ВМРО-вски функционер и тогашен генерален директор на ИСМ Ламбер Наудов со охридско живеалиште на улица Петре Чауле број 18, да можат да склучуваат бизнис делки во името на партијата. Така почна ВМРО-вската офанзива за купување на акциите на Македонска банка. Јас морам да ви кажам дека јас никогаш не сум бил акционер во Македонска банка. Акциите кои ги имав јас беа од други, само јас го представував акционерскиот капитал и повеќе јас немам ниту една акција во Македонска банка, освен неколку акции, 40 на 50 на акции кои ги представувам од Електростопанство. Кои се главните носители на тоа ВМРО-ско освојување на Македонска банка? Главните носители беа, знаете кој имаше полномоштво добиено за такви бизнис релации. Генералниот секретар Војо Михајловски. Говорите за оние две полномошна кои Љупчо Георгиевски ги има некаде 2000 година, 2001 подпишено. И тие беа задолжени за такви Ламбе? трансакции, така е. Со колку акции располагат Војо и Ламбе тогаш на име? Они стана акционери после одлуката на Уставниот суд, кога забрани, односно избриша членот Законот за политички партии да не можат да се занимаваат и така натака. Тогаш Љубе Трпески во својата супервизија даде толкување дека наводно
со стекнати акции од приход од бизнис не може да стануваат сопственици. Одлуката беше, суштината на одлуката беше дека политичка партија не сме да се занимава со бизнис. Во рака го држам решењето на Комисијата за хартија од вредност со подпис на тогашниот председател Никола Груевски од ноември 2000 година. Со тоа решење всушност почнува целата таа голгота на акциите на Македонска банка, кога беше дозволено тие спорни акции да бидат повторно впишени во книгата на акционери на самата банка. Дури потоа почнува таа голема игранка и трговија со акциите на Македонска банка. На крајот, сите акции завршуваат во 4 кипарски и 3 македонски фирми блиски на партијата. Тоа се фирмите Сабико, Иршве Инжиниринг, Natural Planet и Silver Universe, формирани на Кипар, кој поседува околу 33% од акциите на Македонска банка, а нешто повеќе од 11% од акциите беа во собственост на Everest 2000 од Титово, ЕМО од Охрид и Радио Рос. Во периодот кога Радио Рос се јавил како купувач на дел од акциите на Македонска банка на Македонската берза, во членство на надзорниот одбор на ова радио беа вметнати Антонио Милошевски и Владко Ѓорчев, денешните високи функционери од редовите на ВМРО ДПМН. По тие фирми во Титово, во Гостивар завршува дел од капиталот И на кај Македонска офшор банка. компаниите. Главното кај 4 офшор Кој ги компании. формира тие 4 офшор компании? Тие се купени преку интернет. И тамо завршуваат тие 51% или 66% од акциите на Македонска банка. Да, кај тие 4 фирми и уште неколку летечки фирми од ВМРО кои останаа, велам, Everest 2000, Радио Рос и така натака. Значи, ако не се лажам, член на надзорен одбор на Радио Рос, таа 2001-2002 година е сегашниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски. Така беше, мислам и јас така. После губењето на изборите во 2002 година, ВМРО-вската елита се обидува да ги наплати своите акции во Македонска банка. Во еден период, на берзата акциите на Македонска банка почнува да ги купува веледрогеријата Пановски. Преговарате со Пановски? Како човек близок на Хари Костов во тој период? А не, Пановски е прво човек близок на Маријан Бојаджиев. Ние сме заедно снивачи на Македонска штединица 10 години од сега, така да блискостите со трети лица мислам дека си релевантни во момент. Сакавте Македонска банка да купите, па не ви дозволија. Кој ве спречи? Не спречива, него ситуацијата со Македонска банка беше таква да таа мораше да се на некој начин ослободи од баластот на политичка припадност и да тие акции кои ги поседува офшор компании, кои што беа партиски диригирани од островите, требаше да ги остапат своите акции на некои нормални економски партнери, за да се створат услови да банката функционира економски. Идејата беше не ја да ја купам банката или да ги купам тие акции, ако не беа голема сума, него да се обозбеди конзорцијум од неколку фирми, кои што би требало да откупат дел од тие акции, за да направиме еден 51%, што би рекле, собственички дел, кој би овозможил промена на управниот одбор и би овозможил да банката функционира на еден нормален принцип. Во текот на 2002 и 2003 година во врска со еднината на Македонска банка се водат 3 паралелни процеси. Тогашниот менеджмент на банката, предводен од Маријан Бојаджиев, води тајни преговори со Златко Пановски и веледрогерија Пановски околу купување на контролниот пакет акции во Македонска банка. Од друга страна, тогашниот гувернер Љубе Трпевски со помош на Никола Кацарски, поранешниот директор на Заводот за платен промет, се обидува да инсталира ново раководство во Македонска банка кој би имало мандат од 1 година. Во тоа раководство требаше да бидат вметнати Спасе Лазаревски, Никола Кацарски и да биде присутен Македонскиот ревизорски центар, каде што во тој момент своја акции имаше поранешната директорка на управата за јавни приходи Петра Митева. Како доаѓа Кокан Кацарски, долгогодишниот директор на СОК на чело на банката, дали во договор Лјупчо Ѓорѓевски, Љубе Трпевски, Хари Костов или нешто сосема трето? Па не, добро. Начално не би одговорал на прашање што се однесуваат на минати периоди во оваа ситуација. И на крајот, иако го прифати начелно предлогот на гувернерот Љубе Трпевски и Лјупчо Ѓорѓевски, зад грбот на двете останати структури ги водеше своите преговори со газданини. Во текот на 2003 година, двете ВМРО-вски групации водат тајни преговори со гувернерот во врска со Македонска банка. Никола Груевски, како нов лидер на партијата, сака да стави свој човек на чело на банката и потоа да ги спои Балканска и Македонска банка, како две банки во кои заврши поголемиот дел од капиталот на националната платежна картичка. Меѓутоа, Лјупчо Ѓорѓиевски во тајни преговори му ги продава ВМРО-вските акции по цена од 930.000 евра на газданини и неговата компанија Јака 80. Чив човек беше Нини, кој го донесе во банката? Па, чив човек беше еден од потенцијалните купувачи со кои што преговара акционерите. Јовица Стефановиќ, попознат како газданини од Ниш, пред нова година ќе дојде во Македонија да купува уште фирми, не прецизирајќи на што удрил мерак. Имате ли планови за ширење на бизнисот во Македонија или не? Апсолутно имаме.
Имаме и многу сме заинтересирани и за кусо или за кратко време ќе дојдам во Македонија. А што планирате да Рачунам купите? пред Нова година ќе бидам во Македонија. Тој за Канал 5 вели дека ќе го надмине и проблемот со одземениот пасош, бидејќи како што е познато, тој во Србија има 2 кривични пријави, а бил гонет и преку Интерпол. Дојдеше да има пасош, немам пасош, треба во понеделник да го добијам и веднаш ќе дојдам. Господин Трпевски, дали за Нини, односно Јовица Стефановиќ Нини за 900.000 евра купува Македонска банка? Да, и јас имам такви информации дека контролниот пакет на банката го има купено не Нини, Јака 80 фирмата основана од фирмата Нини Ниш, чиј власник е господинот Јовица Стефановски, ја купил за 900.000 германски марки. Парите се исплатени на сметките на офшор компаниите во Македонска банка. Дали Јовица Стефановиќ Нини заработи многу пари од Македонска банка? Јас знам, сигурно, да Јовица Стефановиќ не користи ни еден едини динар кредита у Македонској банка. Добро, сте го прашали... Нити Јака, нити било кое правно повезно лице. Добро, сте го прашали Јовица Стефановиќ Нини? А дали зарадио? Питај njega дали зарадио. Не знам дали зарадио. Мислим да nije. Дали Јовица Стефановиќ Нини, кој собственик на Јака 80, има земено хипотеки од Македонска банка, во Гоце Делчев, во Табак осигурување и во Отекс, кај што се акциите на Охридска банка, со дисконт од 80%. Зар ви е нормално? Мене питате дали су. Ја могу да говорим вака. Послушате ме. Послушате. Не, дома кај вас ќе разговарате како Не. Овде кај мене. Ја могу да говорим о раду банки од кога сум ја директор банки. Овде во Кој шта радио пред мене како радио? Сега рековте пред малце дека има многу лоши пласмани. Јас запрашам за лоши пласмани на банката во Јако 80. Па многу има оних рецимо газела. Дали може газела да се наплати? Тоа други ќе се рашува. Дали може газела да се наплати? Дали може жечик кумано да се наплати? Дали могу такви пласмани да се наплате? Ќе ме послушате ли? Не сум Па дома. ни ви мене не слушате. Ама не сум дома, ама не сум дома кај вас да викате. Спуштете А го гласот. немојте да ви мене наместите по сваку цену своја. Спуштете го гласот. Не, немојте ни мене наместите по сваку Ја цену. не сум дома кај вас. Значи овде се во Република Македонија, мора да почитувате правила на Република Македонија. У Белград како сакате може да разговарате. Дали е нормално Македонска банка на Јака 80 да прода хипотеки и побарување со дисконт од 80%, кој подоцна Јака 80 ги прода на берзата и по таа основа заработува 17 милиони евра. За каква политика на Нини кон банката говорите, кој човекот само во 3 трансакции заработува 17 милиони евра и на тој начин ја исцедува банката? Тоа е сигурно нетачно тоа што сте рекли. Како може да е сигурно нетачно? Докажете ми дека не е така. Јас ви велам дека Гоце Делчев, кој е продаден на Азманов на одреден тендер за некои 2 или 3 милиона евра. Јас велам дека Табак осигурување акциите и акциите на Охридска банка кои се продадени на берзата. А зашто не враќате у нешто што е некаде раѓено? И сега може да разговараме о томе како банка ради, у коме банка станju, šta je перспектива банки, о тоа може да разговараме. Зашто се плаши тоа? Јас ви велам дека целата конструкција со Нини влагањето во Македонска банка е проблематична и проблематично завршува. Не е проблематична само одлуката на гувернерот, туку целото влагање е проблематична. Завршено таму у некој мотел на Ниш во период кога ВМРО-вските структури треба да ја продадат банката бидејќи тоа го бара. Што ви тада били као новинар? Што тада ви се постави тоа питање? Што ми поставите? Нити сам члан ВМРО, нити сам члан било и која странке. Не можете, господине Мисковски, да бегате од фактот дека сопственици на 66% пред да влезе Јовица Стефановиќ Нини во банката се ВМРО-вските структури. Дали се во Тетово, дали се на Кипар, дали се офшор компании, тие се тука и вие тоа мора да го знаете. Граѓани Македонија питате ме ако. Од кај знаеме чии граѓани се? ВМРО-вски, ви кажете ВМРО-вски структури. Тоа се партиски, тоа се партиски структури и тоа е воспротивно со законските прописи на Република Македонија. Јас знам да нема. Банката е така продадена. Бидејќи некој рекол дека тоа е законски недозволено. Јас знам да ниједна партија у овом тренутку, од како сум ја генерален директор банке, нема утицај на рад банки. Зоран Трпевски беше сменет. Да, беше сменет. И како денес? И не само сменет, беше на слободна на секој начин постоеше обид од монетарната власт да бидам морално дискредитиран, а да исто така бидам и материјално оштетен. Не се исплачете да не завршите во затвор? Не, никогаш воопшто. А јас во една прилика кога гувернерот рече дека и без причина можам да одам во затвор, јас му реков, и ако одам во затвор, ќе одам со акциите. Не ви ги давам. Господине Трпевски, 9 години подоцна Македонска банка е ликвидирана. Да. Минатата недела гувернерот Петар Гошев пред да замени на годишно собрање на ММФ и Светска банка во Вашингтон, ја става во ликвидација Македонска банка. Дали вашето банкарско чедо денес ви е тешко кога гледате како е фрлено во една таква постапка? Многу трагично. Мислам дали дека... е тоа крај на Македонска банка? Не, ја мислам дека постојат и во постапката на ликвидација можности таа банка да се врати во живот и би требало да се врати. Веројатно ова држава мораше да стаи конечно крај на сите тие малверзации кои газданини ги прави во Македонија.
Па Бидејќи ова веќе ги надмина, предпоставам, сите граници. Мотивите веројатно се јасни на тие кои донеле одлука за таква мерка. Значи, ние разговараме дека некој продал акции на банка и заложил во Србија и подоцна продал на 16 фирми кои се регистрирани на иста адреса кај што е Јака 80, фирмата која мораше да ги продаде акциите, и тоа е спорно за Народна банка, ние за тоа разговараме. Јас не ве прашам, како вие давате кредити. Јас велам, дали за вас е нормално? На ту тему само да кажам. На иста адреса, на Јака 80 да се формира 16 фирми. Па затоа е спорот со гувернерот. Тоа е спорот со Народна банка. Сагорник, централни регистар и централни депозитар, тоа су државни органи. Колико ја знам, само едино да вам кажем нешто. Едино што знам. Ама зашто сте вие за рад банке? Ама вие не сте затворени. За рад банке. Вие не сте затворени заради лошо работење на банка, туку за непочитување на одлука на Народна банка за продажба на акциите на Јака 80. Зато сте вие затворени, не за друго. Ма слушайте да кажем нешто вако. Едино што сигурно знам, а то сам питал, дали е у том правном процесу о коjem ви говорите повреđен закон? Народна банка вика повредене. Не, ние. Извршената промена во собственоста на Македонска банка, наместо да ја подобри состојбата во банката, таа ја прави недвосмислено уште поризична. И странските инвеститори, меѓународните институции, одамна има некои резерви спрема работењето на оваа банка. Господин Мисковски, да, изолте. Колку вреди банката во моментот? Тоа е ствар понуди и тражни на тржишто. Вие рековте дека вреди околу 14,6 милиони евра книговодствена вредност на банката. Да. Зар ви е нормално некој да ја продаде за 5,3 милиони евра, ако банката е во таква кондиција кој што вие велите? Дали е нормално да ја продаде за толико? И да продаде на 16 фирми кои се регистрирани на иста адреса, кај што адресата на Јака 80, тоа е Анкарска број 16. Да. Зашто толку го изигрувате сето она што го има направено гувернерот? Мислите, ја изигравам? Да, доаѓате во Република Македонија, да. Треба да ги почитувате банкарските прописи, прописите на оваа држава, а вие се однесувате како бадахиски и секое решение на гувернерот. Истите работи кои се направени во изминатите 3 години, вие ги изигрувате на секој одреден начин, не знам зошто. Дали ова структура во банката е дојдена тука да ги почита прописите или не да ги почита? Прво да кажем ако заиста вашите квалификации су крајни паушални. Акционерите кои што им се пренесени, на кои што им се пренесени околу 80% од акциите на Македонска банка по сите своји карактеристики, согласно Законот за банките, индицираат тенденција на висок ризик, а тоа за Народната банка не може да биде прифатливо. Сите во оваа држава, освен Стево Мисковски, зборат паушално. Не, ово што ви говорите, не сви. Јас се извинувам, ама помина времето кога Темпо ни доаѓаше од Белград овде да ни каже што да правиме. Овде треба да ги поштувате прописите на Република Македонија. Дали постои, само да спитам нешто? Долго време Газданини ги изигруваше сите прописи во Република Македонија. Дали постои еден пропис? На тој човек конечно некој требаше да му стави крај. И тоа го направи гувернерот веројатно. Дали ви разговарате само као директор на банке? Да, кај што собствени Газданини. Или разговарате ви о нини, изволите с ним разговарате. Ви разговарате само као директор на банке. Дали сте вие кажете на банката, кај што еден од акционерите Нини, главен акционер. Ви кажете да се не поштуи закони. Апсолутно. Ја вам одговарам под кривишном, матерnom одговорноšću да не постои заиста ни една едина примедба на рад банке. Поради наведеното, оценивме дека се исполнети условите за одземање на дозволата за основање и работење на Македонска банка и за спроведување на ликвидациона постапка. Решението кое што туку го подпишав стапи на сила веднаш. Ова е политичка одлука да ја донесе решение за одземање на дозвола за работа и бараме од гувернерот да го повлече ова решение. Дали имате контактирано со гувернерот? Не, тука, го пуштил решението и отишол. Во Америка. Дали Зоран Трпевски заедно со гувернерот Петар Гошев ставаше сопки на раководството на Македонска банка за да ја продаде банката на некој стратешки инвеститор? Мојот последен контакт со гувернерот Петар Гошев по прашањето на Македонска банка беше заедно со председателот на управниот одбор на банката Љубомир Михајловиќ и со власникот на Јака 80 господинот Јовица Стефановиќ пред отприлика 3,5 месеца.
Јас ве прашав следното, дали ова сериозен удар за неговата бизнес империја, бидејќи ова е втор таков удар во текот на оваа година. Прва е Македонска банка овде, а пред 7 или 8 месеци беше Югоре Медија во Војводина, кога му беше одземено. Затоа прашам дали полека почна да се троши и да калира бизнес империјата на Јовица Стефановиќ. Koliko ja znam, zaista mislim da on jako dobro radi. Останете со нас и по рекламите да го проследите финалето на нашето вечерашно досие, каде што ќе презентираме еден разговор преку кој ќе можете на најдобар начин да го сватите начинот на функционирање на Јовица Стефановиќ Нини. Преку примерот на купување на фирмата Југоре Медија со седиште во Зрењање со помош на парите кои Нини ги добива од Комерцијална банка во Белград, каде што тогашен директор е Љубомир Михајловиќ, кој подоцна Нини го става за председател на управниот одбор на Македонска банка и со помош на парите на ЕКО 80 со седиште во Скопје, на најдобар начин може да се свати на кој начин се гради таа бизнес империја на Јовица Стефановиќ Нини. Како Јовица Стефановиќ Нини ја купува Југоре Медија? Јовица Стефановиќ Нини je u stvari preko firme Jake 80 Radoviš. Znači preko makedonskата фирма? Preko makedonske firme kupio taj deo Jugore Medije od države. По информација со кои располагам, тие 15, односно близу 16 милиони на евра се дадени преку кредит кој го има добиен од Комерцијална банка во Белград. Tačno, Komercijalna banka iz Beograda, odnosno tadašnji direktor Ljuba Mihajlović, zvani Šiptar, je odobrio kredit od 959 miliona dinara, kojim je plaćen taj državni deo kapitala. Ljuba Mihajlović Šiptar je jedan od golemите tajkuni napraveni во време на Слободан Милошевиć. Naravno. Еден од Po pričama, tako je. Значи еден од најконтроверзните банкари во Србија. Upravo tako. Подоцна тој Љуба Михајловиќ, така наречен Шиптар, доаѓа и е председател на собрање на акционери на Македонска банка во Скопје. Imamo neka saznanja da je tako. И што се случува понатаму? Како оди целиот тој процес во Југоре Медија, бидејќи вие сте веќе неколку години во штрајк и го оспорувате неговото влегување во Југоре Медија? Naravno, zato što je čim je pristupio u Jugoremediju, oktobra meseca 2002. godine, Jugoremedija je u svojim pogonima imala 11,5 miliona eura, što gotovih proizvoda, što poluproizvoda, što sirovine. Znači na zalihi? Na zalihama. Jaka, na čelu sa Jovicom Stefanovićem Ninijem, se potrudila da za 3 meseca sve to isprazni. Znači da ги isproдади? Jeste. Без малку, значи да се ги врати парите? Ispražnjen je magacin. Значи без малку да се ги врати парите со кои ја купи Југоре Медија? Upravo tako. Како Јовица Стефановиќ, бидејќи со тие 16 милиони, он добија околу 42%, 41, 90%. 41,90. Како успева да стигне до 51%? На кој начин? Tako što je angažovao revizore, neke koje je očigledno dobro platio i koji su prikazali samo 4 meseca posle njegovog ulaska u Jugoremediju. Znači, to je nekada početok na 2003. godina? Tačno, to je februar 2003. godine. I što pokažu tije revizori? On pokazuje da je Jugoremedija dužna Jaki 286 miliona dinara. Тој долг према Јака 80, што го има Југоре Наравно, Медија, прави вештачки дуг. Се трансферира во акции. Јесте. И вие губите контрола врз фирмата. И ми губимо тачно ту контролу. Според моите информации, у периодот кога ја презема Југоре Медија, односно кога ја купува, Јовица Стефановиќ Нини не се појавува на акционерското собрание и дека целата таа операција раководи од Скопје. Зошто според вас Јовица Стефановиќ Нини не се појавува тогаш во Србија? Jovica Stefanović se nije pojavio tada kad je kupio preko svoje te firme Jake 80, zato što je bio na Interpolovoj poternici zbog afere duvanske industrije u Srbiji. To je ona afera od 90-те години за таа? Jeste, tačno, to je ta afera. Во рамки на таа афера сегашниот градоначалник на Ниш, Смилко Костич, заврши неколку години во затвор, нели? Jeste, tačno. Tačno tako, Smilko Kostić je nekoliko godina bio u zatvoru zbog toga, a Nini je prebegao u Makedoniju i raspisana je međunarodna poternica za njim. I sve dok ne беше povlečena, тој се криеше значи во Македонија. Međutim, dok on je bio tamo u Makedoniji, dok na mesto premijera države nije došao gospodin Živković, Zoran Živković, koji je skinuo tu poternicu. Zoran Živković беше долго време во времето на Милошевиќ градоначалник на Ниш. Да, tačno. Нини е исто така со своето бизнис работење присутен во Ниш. Jeste. Дали имат некоја пријателска релација Зоран Živković, поранешно српски премиер и Po našim saznanjima, oni su kumovi. Kumovi? Da.
Значи, штом Живко станува премиер на српската влада после убиството на Зоран Џинџич, се тргнал по трницата кон Нини преку Интерпол. Tačno. И тогаш дури успеа Нини да се врати во Србија. Nini je uspeo da se vrati u Srbiju, međutim, kada se vratio u Srbiju, on je ipak bio uhapšen. To već u Niškom sudu biste mogli dobiti informaciju. Bio je uhapšen zbog toga što je gonjen, ali je platio 250 miliona dinara kauciju da se brani sa slobode. Значи, он плаќа кауција некаде околу 3 милиона евра. Da. Што е многу пари. Da. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечерва, почитувани гледачи, можете да проследите емисијата посветена на вистината за Македонска банка. Се гледа миниот вторник, од 20 часот и 15 минути, кога ќе може да проследите емисијата, кај што ќе биде третирано прашањето како се кршени санкциите кон СФР Југославија и зошто не успеа проектот Ауди во Македонија.